училиште Дане Крапчев во населба Ченто, во самите простори каде што државните шампиони, односно дел од учениците во ово училиште станаа државни шампиони на државниот надпревар кој што се одржа во Скопје минатиот месец. Станува збор за државниот надпревар First Lego League 2026 година. Надпревар во областа на роботиката, програмирањето, науката, технологијата, математиката и инженерството. Многу повеќе за самиот надпревар, како течеа подготовките и какво е чувството всушност да се постигне овој историски успех. Во продолжение ќе слушнеме многу повеќе од една од менторките на самите ученици. Станува збор за наставничката Марина Пејковска, но и самите ученици Ангелина Трпковска, Стефан Арсевски и Давид Трајановски. Ќе ви посакам добро утро на сите. Најпрво ова вклучување ќе го започнеме со самата наставничка. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телма телевизија. Добро утро. Драго ми е што имаме можност да најавиме еден ваков историски успех, на некој начин да се пофалиме со самите наши ученици кои што се од исклучителна важност да ги имаме вакви ученици во нашата држава. На самиот почеток ќе прашам кои се вашите впечатоци од самиот надпревар кој што се одржа минатиот месец. Значи, ние лани прв пат учествувавме на овој надпревар и од почетници стигнавме до прваци, бевме први во категоријата роботска игра и тогаш бевме срекни, но сега чувството не се опишува. Оваа година, значи, сме апсолутни победници, навистина шампиони и се спремаме за светското првенство во Грција што ќе се одржи во мај месец од 8 до 11 мај. Верувам дека уште поинтензивни подготовки треба пак за тој надпревар во Грција. Па секако, оваа победа не мотивираше да бидеме уште подобри и ние интензивно работиме. Значи, она што го одбележува нашиот тим е упорноста, многу часови работа, тимскиот дух. Сите учесници имаат своја улога во тимот, ама учењето и креативноста наша имаат подеднакво значење. Секако, додека работевме, се сретнувавме и сега, уште кога се подготвуваме, се среќаваме со многу предизвици, имаме различни идеи, имаме различни пристапи во задачите, ама научивме да се слушнеме едни со други, да најдеме некој компромис и да дојдеме до најдоброто решение. Така е, верувам, за да се стане државен шампион, потребно е трпение, потребна е дисциплина, како што напоменавте, послушност, тимска работа, но колку всушност работа е потребно за да се достигне тој успех? Како изгледаа самите подготовки кои што напоменав на самиот почеток се одвиваат токму овде во оваа простори? Значи, навистина, овие ученици што се членови во тимот се жртвува безрезервно, многу часови поминаат тука работејки, учејки да програмираат, учејки да го дизајнираат роботот, да биде послушен, многу пати знаеш да биде непослушен, да не ги извршува нашите мисии, но нашата упорност и нашата желба да учиме, да научиме, не доведе до овие одлични резултати што ги постигнавме. Би сакала нашите гледачи да слушнат и некои дополнителни информации околу самиот надпревар. Напоменав дека се одржа на 15 минатиот месец во Скопје. Колку учесници имаше, од кои се училишта во Македонија, како се одвиваше, каква беше самата атмосфера? Значи, оваа година, бидејќи имаше зголемен број на учесници од минатата година, се одвиваше во 2 дена надпреварот, на 14-15 март, во просториите на Diamond Mall. Учествуваат 36 тимови од цела Македонија и што да ви кажам, значи требаше да бидете таму за да доживеете таа атмосфера, таа еуфорија што владееше. Децата можат многу исто убаво да објаснат како се чувствува пред, а посебно после соопштувањето на победата дека нели сме победници. Дефинитивно таа атмосфера треба да се доживее. Се надевам дека ќе имаме вакво вклучување во нашата утринска емисија и за издвоена победа во Грција. Ви посакувам многу. Ние се надеваме и посакуваме. Ние така и тргнавме на државниот надпревар дека сакаме и имаме желба да бидеме први и посакуваме истиот резултат да го повториме.
Така е, доколку тоа ни е во фокус, 99% ќе биде. Ви благодарам многу за одвоеното време. Во продолжение ќе слушнеме нешто повеќе од државните шампиони, односно учениците кои што беа дел од државниот натпревар. Најпрво ќе го прашаме Давид за археовакуумот кој што е веднаш до нас, да ни објасни како всушност е изработен и како работи истиот. Значи тоа всушност е машина која со помош на моторот ја привлекува земјата, односно ја вшмукува. Земјата поминува низ цевката, оди во садот каде што се прави сепарација помеѓу земјата и артефактите. Артефактите остануваат на површината тука на мрежата, а исто така има ставено магнет за металните артефакти да можат да се закачат на него и земјата која што ќе помине низ ситото, поминува низ цевките, оди во садот каде што се одделува земјата што не треба и артефактите. Давид, ова вие го изработувавте самите ученици? Да, ние го изработувавме. Колку е тешко, ето така ќе прашам, да се изработи вакво нешто или воопшто не е тешко? Па беше тешко на почетокот дека прво имавме многу идеи и пробувавме да ги склопиме повеќе идеи во едно нешто, но некои идеи мораше се отстранат што беа подобри и што беа полоши, но ние пробувавме и го направивме археовакуум. Се селектираат некои работи за да се дојде до најдоброто нешто. Кажи ми, кои се твоите впечатоци од самиот натпревар? Па моите впечатоци од самиот натпревар се супер. Запознавме многу пријатели, се запознавме со многу луѓе. Беше супер ден таа и лани и оваа година. Лани бевме, како што кажа наследничката, прво место само во роботската игра, а оваа година бевме во сите категории, односно во целокупната категорија. И исто така ми беше мило да учествувам на ваков проект, дека се запознав и научив некои нови работи за програмирањето, механиката и за археологијата. Размени искуства со присутните и се здружи со многу нови ученици, како што напомена. Ангелина, ќе ја прашам исто така, кој е нејзиниот впечаток од надпреварот кој што се одржи во Скопје минатиот месец? Па, јас сум генерален фан на археологијата и кога слушнав дека археологијата е темата на овој надпревар, пукнав од радост. Почнав да бликам, се озарив, има многу различни зборови со кои што може да се опише чувството, но нема сите да ги кажа бидејќи ова ќе биде долго. Значи, многу би беше интересен делот со истражувањето, бидејќи не само што ние самите истражувавме со какви работи се соочуваат археолозите, туку ги исконсултиравме археолозите. Со археологот Перо Арџанлиев во археолошкиот музеј се сретнавме и се консултиравме со него и еве што дојде од тоа. Па неколку дена пред надпреварот и неизвестно пред надпреварот одевме до археолошкиот факултет да поразговараме и со професори. Да се подготвите. Да се подготвиме. Тие ни дале неизмерна поддршка и многу им се заблагодарувам и на нив. Навистина најинтересен дел ми беше истражувањето. Секако важна е самата поддршка од менторите и од наставниците. Ќе те прашам и кој е твоето очекување за надпреварот во Грција? Имаме конкуренција. Само мислам дека поради тоа што нашиот прототип вака е функционален, може да се менува, пример може ситото да се смени и такви работи. Може да се надогради, мислам дека ќе бидеме меѓу првите. Да се надеваме дека ќе биде така и дека повторно ќе снимаме. И Стефан беше така. Ќе те прашаме кои се твоите впечатоци од самиот надпревар, дали ти се чинеа подготовките тешки, дали можеби имаше некоја позитивна трема за време на надпреварот? Па тремата секогаш постои. Се спремавме со роботската игра, се спремавме дури од ноември, кога ги земавме мисиите, ги склопивме се и веднаш почнавме да ги решаваме проблемите. Односно секоја мисија представува проблем и така дојдовме, доста станавме вешти во решавање проблеми, така исто така и се надоградивме во програмирањето. Исто така може се надоградивме и со роботот, од какви делови се составува, да бидеме покреативни. Искрено да ви кажам, со овие соученици многу ми е одлично и супер да соработувам, бидејќи имаме одлична тимска соработка.
Исто така тимската соработка може да ја ставаме како да ја кажам како заштитен знак на нашиот тим, бидејќи сите го имаме тој тимски дух во нас и борбен дух и верувам дека и сега на светско нема да се откажеме и ќе го извојуваме тоа прво место. И на минатиот надпревар истиот тим бевте предпоставували? Не, имаше некој од претходната генерација, но тука сме јас и Давид. Да. Пред самиот крај сакам да напоменеме всушност и дека освен ова диплома, ете така да наречам, овие изработки кои што ги држите всушност се самите награди од надпреварот. Да, ова се самите награди, изработени се од Лего. Ова е награда за победник на надпреварот во целокупната категорија, односно 4 категории: робот дизајнот, роботската игра, иновативниот проект и основните вредности. Ви благодарам. И за ова е за роботската игра, го освоивме исто на надпреварот оваа година. Ви благодарам многу за одвоеното време. Навистина ми беше драго што го споделивте вашето искуство, се разбира и од вас, професорке, што го слушнавме, делот. Ви благодариме и вас што дојдовте да не посетите, да информирате јавноста и да слушнат и другите за нас. Верувам дека ќе слушнеме многу повеќе за успесите во Грција. Се надевам дека сите овие информации беа добродојдени за нашите гледачи. Од тука ќе ве поздравам во последното вклучување на Лице место.